Sledeća stanica bila je Makedonija, odnosno Skoplje. Makedonci su poznati kao talentovana nacija, te su i naša očekivanja bila visoka. Kandidati su polako pristizali, a mi smo sa nekim od njih porazgovarali pred izlazak na scenu kako bismo ih bolje upoznali. Zdravo, možeš na samom početku da nam se predstaviš, dakle dolaziš i koliko imaš godina? Здраво, јави на македонски да не кршам јазик. Јас сум Тамара Волчевска, доаѓам од Костивар, тоа е на 60 километри оддалечено од Скопје, живеам во Скопје, имам 27 години и веќе четврта година поред активно се занимавам со музика, имам своји авторски песни и ево, сад сам ту. Што можemo da očekujemo danas od tebe? Kojim pesmama se predstavljaš? Представлям се Кад би био ранен од Цеце и то ми nije trebalo до нарез, дачу се од себе. Као и увек, тоа е биче мој максимум, надам се, мада наравно увек може боле, али о томе причашемо каснije. Колку дуго си се припремала? Па нисам дуго. Тоа су песме кои певам сваки викенд, обожавам те песме и мислим да могу с тиме да будем оно што јесам. S obzirom na to da su velike zvezde u žiriju, ima li treme danas? Има, со обзиром на томе да нисам била у такмичењу ранije, на ниедно место, така да сад ово ми е прво такмичење где учествувам и имам трему, као да ми е први наступ у животу. Али мислим да ću to после први стих да средим. Da li imaš podršku danas ili si došla sama na audiciju? Сама сам дошла и тоа е било моја одлука, затоа што мислим да тако могу сада најболje да се фокусирам, мало сам болесна, али sa dobar fokus i dobro disanje znam da ću izneti sve to kako treba. I reci mi za kraj, da li priželjkuješ prolazak? Naravno, zato sam tu i znam da idemo dalje. Здраво, јас сум Кристијан Мицев, имам 28 години, доаѓам од Радовиш. Ima li danas treme s obzirom na to da su zaista velike zvezde u žiriju? Па, пошто ми е прв пат да се пријавам на аудиција, имам малку трема, не сум без ич. Koje pesme si izabrao danas i kojim pesmama se zapravo predstavljaš? Избрав песните од Да е туга снег од Дино Мерлин и Да си то од Ацо Пејовиќ. Па, шта е тоа? Koliko dugo si se pripremao? Нисам се искрено, пошто радим доста и нисам имал време да се спремим. A kako si odlučio da se prijaviš za Hype zvezde? Другари ми препоручили да се пријавим и тако, и изашло ми исто на социјални мрежи, тако. I reci mi za kraj, da li priželjkuješ prolazak? To vidjet ćemo. Zdravo, može nam se na samom početku predstaviti koliko imaš godina i odakle dolaziš? Здраво, јас сум Марија Божиновска, имам 36 години и доаѓам од Битола. Lepo. Kako si odlučila da se prijaviš za Hype zvezde? Па сосем случајно ја видов објавата на Инстаграм и да ви кажам искрено се размислував се до последниот момент, меѓутоа пратејќи го директорот Саша, што има да каже, верувам во тоа што го нуди и одлучив дека ова е добар избор за мене и искрено да ви кажам очекувам да ја освојам титулата Hype звезда. Dobro, takođe reci mi da li negde priželjkuješ prolazak i ima li treme s obzirom na to da su zaista velike zvezde u žiriju? Па искрено да ви кажам, тремата ја имам, но меѓутоа е во нормални количини. Малце соработувам со неја и си кажувам дека ништо добро нема да ми донесе ако ја имам премногу. Сум сигурна во себе, во тоа што имам да го покажам и останува само да ме слушнете. Zanima me da li se muzikom baviš iz hobija ili već duže vreme i privatno nastupaš i baviš se pevanjem? Музиката ми е примарна работа. Primarna. Да, Znači danas potpuno spremna. така е, така е. Hvala ti mnogo i srećno. Здраво, јас сум Ангела Илиевска, имам 21 година и доаѓам од Битола. Ima li treme danas? Velike zvezde su u žiriju. Не. Koliko dugo si Немам se pripremala? трема. Па, вежбам цело време, се занимавам со пеење уште од мала. Немам трема, сакам да бидам на голема сцена, се замислувам и бидејќи тоа ми е сон. Koje su to dve pesme koje si danas pripremila? Сузе за крај од Даница Крстич и А врати ме го сонцето од Александра Јанева. Takođe, zanima me da li se baviš privatnom muzikom ili ti je muzika hobi? Се занимавам одамна музичко на факултет, музичка академија, джез пеење.
Од фамилијата исто, моите се музичари и така. Poželimo ti mnogo sreće i reci nam samo da li priželjkuješ prolazak. Pa nadam se da. Sve je bilo spremno kako bi naš cenjeni žiri u sastavu Mire Škorić, Ace Lukasa i Zorana Beočanin Sotir čuli šta Makedonci umeju. Pored naše Kristine Didanović, koja je stalni deo sastava Hype zvezda, za stolom se našla i Tara Simov, budući da je baš ona predstavnik Hype Makedonije. Kandidati su zapevali, a komentari žirije bili su uglavnom pozitivni. Znači, doktor Šromaniju, pa dobro, naravno, prošlo se, ali kad bude došlo takmičenje, vidi, kad se krenulo onaj refren da pevaš, trebaš nešto operski pevaš, znači Bože stvari jezik, to se ili divo. Ma da, vidi, znači ono se čuo taj vokal, to je nevjerovatno, znači to moraš da se za takmičenje tamo da spuljamo, da otpevaš nešto tako, može? Može, slobodno. Vidi, glas ti je fenomenalan. Sledeća stanica je Podgorica i to 13. maj sa početkom u 12 časova, a iste nedelje, tačnije 16. maja, selimo se u Zagreb.